Денески зборуваме за нешто навистина важно, за поддршката кога е најпотребна. Ќе ја погледнеме одблиску работата на палиативната организација Палиум, но не низ бројки и статистики, туку низ искрените сведоштва на семејствата на кои им помогнале. И да почнеме токму со оваа реченица. Мислам дека кажува се, нели? Ова е реалноста со која се соочуваат безброј семејства. Не е само обврска, туку една навистина тешка, истрпувачка работа што го менува целиот живот од корен. Значи, кога ќе дојде тој момент, кога на некој близок му е потребна палиативна нега, тоа е еден од најкритичните периоди за целото семејство. Првичните тешкоти се огромни и не зборуваме само за емотивниот шок, туку и за сите практични проблеми што се појавуваат. Но токму во тие моменти, кога се изгледа претешко, се појавува поддршката. Тимот на Палиум има пристап што веднаш прави разлика, затоа што се фокусира на она што е најважно, на човечката поврзаност, на две работи кои заедно прават чуда – емпатија и професионализам. И она што е навистина интересно е што семејствата веднаш ги препознаваат овие столбови. Од една страна, ја имате професионалноста и знаењето, тоа влева доверба. Знаете дека сте во сигурни раце. А од друга, што е можеби уште поважно, тука се емпатијата и разбирањето. Значи не добивате само стручна помош, туку и човек кој навистина сочувствува. Кога ми беше најтешко во животот, добив можност од Сдруженијето Палиум да добиам апарат за кислородна поддршка, која многу ми го олесни животот. И јас од се срце сум благодарна. Дигаат квалитетот на животот, се надевам дека се достапни на секого, на сите, ќе помогнат и ќе бидат сите задоволни од нивната услужност. Од првиот контакт со тимот на Палиум, бевме пленети од нивниот пристап на професионалност, на знаење, но и преди се и на емпатија и разбирање на потребите со кои ние се соочуваме. Тимот на Палиум се состои од група на експерти кои ни се најдоа во најкритичните моменти, бидејќи да се грижиш за палиативен пациент е многу тешка макотрпна работа и сите предизвици со кои што се соочувавме на самиот почеток на воспоставување на определена рутина на нега и на функционирање како семејство, немаше да успееме да го постигнеме тоа без пријателите од Палиум. Бевме особено среќни кога се запознавме со проектот на Палиум Земи, користи, врати, преку кој бевме вклучени во таа програма да позајмиме ортопедски помагала кои во многу голема мера ни го помогнаа целиот процес на рехабилитација и исто така ни овозможија еден по-лесен период на приспособување кон, да кажем, новото денес. А оваа реченица совршено покажува што значи сето тоа во реалниот живот. Во секој миг можам да се ослонам на нив. Замислете го тоа. Не е помош од 9 до 5, во закажан термин, тоа е чувството дека некој е тука за вас, 24/7. Таа сигурност, таа е непроценива. И тука е суштината. Односот што се гради оди многу подалек од обична професионална услуга. Со тек на време, овие експерти стануваат повеќе од тоа. Тие стануваат доверливи пријатели, дел од семејството, токму во најтешките моменти. Секако, зборувавме за емотивната страна, која е апсолутно клучна. Ама, да бидеме реални, потребна е и конкретна, практична помош, работи што го олеснуваат тој огромен товар што се носи од ден на ден. Еве еден одличен пример за тоа. Проектот Земи, користи и врати. Звучи едноставно, но всушност решава еден гигантски проблем. Сите знаеме колку се скапи и тешко достапни ортопедските помагала, а се апсолутно неопходни. Оваа програма го менува тоа. А најдоброто од се е колку е едноставно. Прво се гледа што точно треба и веднаш потоа семејството ги добива помагалата. Само за момент замислете го тоа олеснување. Нема трчање, нема огромни трошоци. Наместо да се губи енергија на логистика, може да се посвети на она што е најбитно – грижата за својот близок. Исто така, морам да напоменам дека
тимот на Палиум и на самиот почеток многу ни се најде, многу ни помогна во ориентирањето, во упатувањето на нашите права кои ни го возможува социјалната политика на оваа држава. Така да со нивна помош успеавме да подготвиме апликации за неколку програми кои во даден момент многу ни помогна финансиски. Исто така морам да напоменам дека уште еднаш да потенцирам дека професионалноста, но преди се стручноста и високиот степен на емпатија на овој тим кон потребите на нашето семејство е навистина нешто кое ни го осветли овој не толку многу светол период од нашиот живот. Сега, има уште еден аспект на поддршката за кој ретко се зборува, а верувајте, клучен. Тоа е борбата со бирократијата. Сите знаеме каков лавиринт може да биде тоа, особено кога човек е веќе под огромен стрес. И тука разликата е ден и ноќ. Од една страна го имаме тој хаос, обидот сам да сватиш кој ти се правата, што ти следува, чисто фрустрирашки. А од друга страна го имаме Палиум, кој дава насока, објаснува, помага. И на крај, семејството успева да дојдат до таа финансиска помош што им е толку потребна. Тоа е непроценливо. Па ајде да сумираме. Кога ќе ги споиме сите овие делови, емоционалната поддршка, практичната помош со помагалата, па и водичот низ бирократијата, тогаш ја добиваме целосната слика. Слика за едно навистина огромно трансформативно влијание. Мислам дека овој цитат го кажува тоа најдобро. Го подигаат квалитетот на животот. Тоа е тоа. На крајот на денот се сведува на ова. Во најтешките можни услови да се подобри квалитетот на животот. И за пациентот, и за сите околу него. А оваа изјава, ова е веројатно најмоќното нешто што може да се слушне. Нешто кое ни го осветли овој не толку многу светел период. Замислете, во најтемниот период од животот да се појави некој што носи светлина. Тоа не е само помош, тоа е надеж, тоа е доказ за човечноста. И сето ова не носи до едно последно, но можеби најважно прачање за размислување. Приказната за Палиум е повеќе од приказна за една организација. Тоа е приказна за мокта на емпатијата, на човечкиот пристап. И не тера да се запрашаме колку навистина ја вреднуваме емпатијата во целиот наш здравствен систем.